Пред точно една година Никола Груевски нареди на неговите послушни пратеници да го изгласат законот за автентично толкување на хашките случаеви, со што злосторниците кои што на зверски и нечовечки начин се изживуваа врз невините граѓани беа ослободени од кривично гонење. Затоа токму на истиот ден наредната година ние покренуваме иницијатива за амнестија на Љубе Бошковски. Иако длабоко сме убедени дека Љубе невин е осуден, ние бараме од пратениците од Собранието на Република Македонија да го изработат и веднаш да го донесат овој закон, бидејќи според математиката која што направивме, Љубе неправедно беше во затвор без малку 4 години, односно најпрво како осомничен за случајот Раштански лозија беше уопсен во Хрватска, што оттаму беше однесен во Хаг, односно поточно во Шевенинген, каде што помина уште 3 години и неколку месеци, што вкупно изнесува околу 3 години и 11 месеци затвор, односно притвор поминати во Хрватска и во Шевенинген. Ако на тоа ја додадеме последната една година од минатиот 6 јуни кога Љубе Бошковски беше уопсен до денес, доаѓаме до вкупен затвор од повеќе од 5 години, односно Љубе невин помина повеќе од 5 години во притвор и во затвор. Затоа сметаме дека пратениците, дури ако се убедени дека Љубе е виновен за последниот случај за кој што беше осуден, треба да гласат за овој закон за амнестија и Љубе Бошковски веднаш да излезе на слобода. Притоа ние очекуваме поддршка од СДСМ кои што веќе изјавија, односно искажаа таква поддршка, но истовремено очекуваме дека и Руфи Османи со неговите пратеници ќе даде поддршка на овој закон, бидејќи тој истиот на овој начин излезе на слобода во 99-та година. Исто така очекуваме поддршка и од ДПА, партијата на Тачи, кој што беше коалициски партнер кога Љубе Бошковски беше министер за внатрешни работи. Исто така имаме контакти со неколку пратеници на ВМРО ДПМН кои што ни најавија, некои од нив и цврсто ветија дека ќе гласат за овој закон за амнестија, бидејќи се уште не можат да си простат затоа што гласале за амнестија на злосторниците кои што се изживуваа врз недолжните македонски граѓани, и кога дошло ред да се гласа за закон за амнестија на Љубе Бошковски, ни тврдат дека повеќе од сигурно ќе гласат. Токму овам е причина за продолжување на еден монструозен процес за убиството на Тушевски од пред 11 години, каде што главната цел е Љубе Бошковски, бидејќи власта исплашена дека постои можност со овој закон за амнестија на Љубе да излезе на слобода, тие веднаш ја продолжија и ја реактивираа постапката за овој случај стар 11 години и денес се обидуваат повторно Љубе да го обвинат за дело кое што е случено пред 11 години со кое што Љубе Бошковски нема допирни точки. Јас ќе потсетам дека оваа власт владее веќе 6 години и затоа ќе ги повикам и на одговорност и министерот за внатрешни работи, но и на високите полициски функционери, доколку навистина се убедени дека нивното тврдење за вмешаност на Љубе во убиство е точно, што чекале 6 години, зарем малку време е 6 години да го расчистат овој случај, или денес имат неопходна потреба од повторно затварање на Љубе Бошковски, па токму тоа е причината поради која што го реактивира овој случај. Покажете човечност и пуштете го Љубе веднаш на слобода. Вашата намера дека со затварањето на Љубе Обединети за Македонија ќе згаснат не се оствари. Политичката партија Обединети за Македонија заедно со достоинство од ден на ден се посилни и посилни и можеби тие ќе бидат пресудниот фактор кој што ќе допринесат оваа погубна политика и оваа ненародна и недемократска власт да се замине од политичката сцена во Република Македонија. Затоа ќе порачам на власта да не се обидуваат повторно да го осудуваат Љубе, бидејќи политичката партија Обединети за Македонија нема да згасне.